Почитувани гледачи, добар ден. Изненадувањата се како и времето. Човек не знае кога ќе биде дождливо или облачно и кога за секогаш ќе се избришат спомените на постоењето. Така беше и со нашиот соговорник кој замина ненадејно во тек на реализација на емисијата. 1950 година се заљубивме ние двајцата. Врската траеше 2 години. За да веќе во 1956 година направивме свадба и се досега сме заедно. Велите златен брак, а злато немам. Работевме како шивачи и двајцата и таму се сретнавме. Се гледавме, се меркавме. Во заштитната организација Светлост ни танцуваа погледите. Ја придружував и излегувавме и потоа стана моја љубов. Во село Чифлиџик, Серес, близу Кукуш сум роден 1932 година во Егејска Македонија. Бев, како да ви речам, со недефиниран, тап говор. Оглувен. Од што сум оглувел не знам. На 2-3 години се случило тоа. Бевме 7 деца, а едно почина. Јас сум прв и најстар роден. Животот ни беше во Егејско, како да ви кажам, сиромашен, се мачевме, иако моите родители имаа добиток. ...350 овци, 6 биволи, 2 магарици, 40 кози, памтам 3 коњи, имавме за јадење. Се сеќавам се до својата 12-та година бев неписмен. Не одев во школа. После, бидејќи го терав стадото овци низ планината, гледам нешто со кукасти крстови на шлемовите. Германци со тенкови се движеа низ теренот. Се уплашив и со трчање ги оставив овците и отидов да му кажам на Вујко Иванчо што видов. Бидејќи не можеше да ме разбере што сакам да му кажам, го зедов со мене и се упативме кон планината за да види. Гледката беше застрашувачка. Тенкови, војска наоружена со митралези се движеше кон нашето село. Ги гледавме скришум од озгора. Најбрзо што можевме, се вративме дома. Се подготвивме за бегство. Да ги скриеме добитокот и да заштитиме нешто од непријателот. Беше ноќе. Се повлековме во шумата, близу селото. По извесно време кога се вративме назад, што да видиме?
ги стрелаја сите мажи и машки деца во селото. Само жените ги беа оставиле. Со вујком Иване, двајцата сами, го теравме стадото и избегавме на кај Македонија. По течението на реката Вардар се движевме. После зафативме на кај Струмица. Бидејќи сум глув, вујко ми ме врза со јаже за еден голем овчарски пес, за да не се изгубам случајно, оти ако заталкам и да ми вика, не можев да го чујам. За секој случај ова било најсигурно. Ако мрднам со раката, кучето почнуваше да лае и никакво животно не можеше да ме нападне. И така пеш, одејќи од умор, заспивав попат, јас врзан со јажето и песот, кој беше мој чувар. Што јадевме? Ке клекнев под вимето на некоја овца и пиев млеко, но тоа немаше вкус. Што да правам, си велев, ми текна. Собирав патем, лупев плодови, за да ми се заслади во душата, џвакав растенија. Мачилиште, нозете раскрвавени од одење. Снагата ме чеша, мајко мила. Знаете, носев од оние селски пантолони кои беа ткаени од волна, за да држат топло. И така стуткан, стани легни со кучето до мене, кој ме пазеше. Стасавме во Кадино село. Не помина многу време, власта нареди, бидејќи немаше услови за престој. Ме префрлија во Сомбор. Работев и копав, за пак да се вратам назад. Веќе бев момче и работев како градежен работник во изградба на болница. Не бев образуван и тоа беше многу тешко за мене. Имав можност да го запознам Јосип Станчич, кој беше тогаш активен во организацијата на глувите луѓе. Ми наложија да се вратам назад во Сомбор и таму разбрав дека имало школу за глуви деца во Суботица. Заминав за Суботица и почнав да ги учам првите гласови. Не беше лесно, мојот говор беше неартикулиран, а замислете, не бев малечок. Имав 14 години, меѓу првачиња. Низ вежби дефектолозите ме учеа да земам правилно воздух, да дувам. Ми ставаа хартија пред устата и носот и упорно вежбав дишење и издишување. Полека моите гласни жици, кои дотогаш беа стегнати и закажлавени, се ослободуваа. Со правилното дишење ми се ослободи целото грло. 3 години се задржав на школување и рехабилитација и некако се срамев, бев најголем меѓу децата во школото. Кога се породив со ќерка ми, првите 3 месеци доаѓаше татко ми да ми помага.
Ме учеше како да го повивам бебето, како да го држам при бањање. Кога бев сигурна дека сама знам тоа да го правам, тој беше слободен. Требаше мајка ми да ме подучува на сето тоа, но кај мене состојбата беше обратна. Татко ми ја превзеде таа обврска. Ме сакаше многу. Бидејќи беше вработен и брзаше да стигне на сите страни, кога бевме сигурни двајцата дека можам сама да се грижам за бебето, тој престана да доаѓа. По извесно време, една жена од комшиите ми вели: "Бебето многу ти плаче, ти си глува и не можеш да го чуеш." Нејзи текна да земе врвца јаже, со која ме врза на раката, и јажето прееку прозорецот надолу кон подрумот го спуштивме. Кога лежев на креветот со бебето, јажето ми беше врзано на рака. И ако се случеше да заплаче детето, да, преку прозорецот беше јажето надолу, кон незе. Така бев поврзана со комшивката. И пред да си легнам, секогаш сама си го ставав јажето на рака и спиев спокојно. Бидејќи знаев дека кога ќе ми се заниша раката, тоа значеше дека комшивката ми јавува дека детето плаче и дека се слуша бебешки плач. Се будев да ја дадам да јаде или ја преслекував. Мораше така, оти животот беше мачен. Тешка е глувоста кога одгледувате дете. Да беше мајка ми блиску до мене, ќе ми помагаше, но таа живееше далеку, во село Тресонче. Просторно бевме далеку една од друга. Сама се борев со проблемите. Никогаш не ми било срам, за да кажам дека моите родители се глуви, дури секогаш сум била пред нив, за да кажам дека тие се сосема нормални, дека се многу паметни, ама тоа што се глуви, тоа за мене не ни било хендикеп. Да, за нив било, меѓутоа ја бев тука за да им помогнам. Да, имало моменти кога, еве во средно училиште, па и во прво оделение се сеќавам, кога требаше да почнам со училиште, учителката што паднав кај незе во класот, она рече јас не ќе можам со мајка им, татко им, како ќе се разберам. И се за некоја случајно се погоди една комшика наша што беше исто учителка за прво оделение и она рече јас ќе ја земам. Со тоа што јас со нејзе контактирав, па преку мене и со мајка ми и татко ми. Иако мајка ми многу убаво се разбира, може да се разбере со луѓе што почесто се гледа, па и ми беше некако полесно. Меѓутоа во средно училиште кога дојдов, да, тогаш беше веќе друго. Родителска која ќе имавме, немаше кој да сама си се представував. Ми беше можда непријатно, а меѓутоа тоа е тоа, ја го прифатив како сосема нормално. Имало моменти кога сме биле заедно со родителите, дали на прошетка или било каде. На тоа време, сега не мислам, па имаше многу љубопитни луѓе што се вртеа, па застануваа, па подзиднуваа. Се чудеа што е работата со луѓево, а плюс тоа ја мала со нив, а го говорам знаковниот јазик. Они си зборат, мислат дека и јас не слушам, и кога ќе им се обратев дека се слушам и дека не треба да вреѓаат, многу често имало изненадени луѓе. Кога веќе дојде ситуација да треба да си најдеш животен партнер, имало предрасуди, да, не реков не, дека сепак размислуваат што ќе биде понатака, какви поколенија ќе имаме, дали ќе бидат здрави, иако
Моите родители не се родени глуви, ама додека да објасниш што како, па за среќа го најдов правиот човек во мојот живот, што навистина ме цени и го благодарам на Бога. Убаво живееме. Да ви кажам нешто од детството. Ме однесоа кај попот во селото, нешто му објаснуваа за мене, а јас немо ги гледав и не разбирав ништо. Бев малечок, ви реков, не изговарав ниту еден збор. Јазикот ми беше како здрвен. Попот со раката ми го фати јазикот и овде внатре, на ресицата, која го држи на мускулчето, ме пресече со нешто остро. Ме заболе толку многу. Почна да тече крв од устата, блика. Истрпив болка. Ама зошто го направија тоа? Луѓето беа прости и неписмени, се повикуваа на некакви обичаи. Помина многу време. Чувствував болка во устата, при голтање. Арно, како, каде со мене и пак бараа чајре за глувоста. Ме однесоа на гробишта со дозвола на попот. Ме легнаа покрај еден ископан гроб, од кој го извадија черепот. И по наредното видување, черепот ќе ми ја однесел глувоста и ќе сум почнал да слушам. Еве вака, како што ви покажувам, ме испружија на земја, легнат, и тука некаде до мојата глава беше поставен черепот на некој мртовец. Да, попот ме однесен вечер и им кажа на сите да си одат дома. Демек никој не требало да ме гледа, да нема никој покрај мене. Сите си заминаа дома. Полека дојде ноќта. Беше мрак. Шума, помнам. Лежам и се тресам од страв. Студ морници. Да, бев 4 годишно дете. Фантазии. Кога ќе се свртев со главата до мене, зјаеше череп со огромни заби. Дупките на очите ме плашеа. Лежев и траев, гледав кон небото. Ме оставија на гробишта до сабајле. Кога се раздени, сакав да викнам по мајка ми, но не можев. Грлото закржлавено и гласови неартикулирани. Не можев да зборувам. А всушност и немаше кој да ме учи на сето тоа. Мајка ми и татко ми беа неписмени. Не знаеја како да ме научат да изговарам, а ич ништо не знаеја. Попот се прекрсти, се сеќавам, зеде вино, го истори врз мене како што лежев покрај гробот, ете тука на градите, и тоа беше. Како да ви речам, ме подигнаа и попот им рече дека по 2-3 месеци слухот ќе се врати. Но ниту слухот се врати, туку состојбата со мене беше иста. Почнав како шивач на облека да работам и со сопругата работевме заедно во светлост. Поминаа 2-3 месеци, ја гледам и срцето ми вели дека ја сакам. Не го тргав погледот од неа. Каде таа одеше, јас по неа, до неа. Кога стапивме во брак, дадов отказ и преминав да работам во фабриката за стакло. Најпрво, работев физички на кршење на камења од кварц, кои ги носевме на топење во огромни печки. Еден од предпоставените од шефовите ме гледа, се нажали оти сум глув, ме повлече и ме префрли да работам на гравирање и шарање на предмети со златеста боја. А потоа работев како стаклорезбар. Бев професионалец во работата. Прв и најдобар меѓу другите. Еве, се ова сум го изработил јас. Полека на машината. Го вртам предметот, го стружам стаклото внимателно. Шарам горе-долу. Сите влабнатини се прават на машина. Имам таква машина. Ја чувам долу во подрумот.
Со сопругот многу шетавме, стално бевме заедно, одевме на море, секаде. Ја носевме и керката. Но кога порасна веќе на кај 17-тата година, не сакаше веќе да доаѓа со нас. Ми вели: "Мамо, извини, нема да доаѓам повеќе. Доста е. Јас сум голема и сакам да бидам слободна. Вие двајцата одете на одмор." А јас бунета и велам: "Што? Не ти дозволувам. А што ако заскиташ лево-десно?" Ми беше страв да ја оставам сама. Ние не слушаме. Ја чував што да правам. Девојче, ми беше страв да не заскита. Презадоволна сум од керката. Многу се грижи за нас, златна е. Не чува и помага. На секаде ни преведува, особено кога одиме на лекар. Порано беше многу јака организацијата на глувите. Имавме фолклорно друштво, јас играв и пинг-понг, а тренирав и атлетика. Бев млада. Имам фотографии од тој период. Да, така е. Со мајка ти сме сликани во Суботица, имаме заеднички спомени со неа. Беше супер. Јас бев прв кој што со Јосип заедно отидовме на водно, уште кога немаше ништо тамо. Само ние двајцата во далечната 1963 година. Веднаш после земјотресот, сакајки да му правам друштво, отидовме во Средно водно, каде што се наоѓа планинарскиот дом на глувите, Скопје 63. Го гледавме теренот, дојдовме пак, па уште еднаш, 4-5 пати се качувавме нагоре. Имаше само трло со овци кои пасеа. На китка, да, јас, жена ми и керка ми, почнавме да планинариме. Почнавме, а потоа се нижеа многу планинарски походи. Си скачивме на планините во Пелистер, на Кожов, Караджица, Китка, Копанки, на Попова шапка, Титов врв. Има тука во фотографиите на албумот. Да, тука се надпреварував во борење, а бокс тренирав во Суботица, тоа е друго. Активно тренирав борење околу 3 години. Се чувствував физички многу моќен и се приклучив кон клуб во кој сите други спортисти, борачи, слушаа. Имав поттик да ги победувам, сакав да се борам. Освоив и прво место. Ма ви велам, само јас бев единствено глув меѓу нив. Отприлика на 30 на години возраст бев. 10 години бев активен во тој спорт и учествував во македонската репрезентација. Да, во Белград на светско првенство бев. Еве ќе видите низ фотографиите. Само јас бев глув учесник на светското првенство. Мојот пријател Јован Момировски исто така беше единствен фудбалер кој што играше за фудбалската репрезентација на спортистите кои слушаат, а јас играв и фудбал. Се сеќавам, во Суботица имаше меч меѓу Нови Сад и Суботица. Јас боксував и со удар го повредив противникот. Толку многу се исплашив кога го видов како се струполи на земја, немојкен. Си помислив што би било кога во некој надпревар мене би ме удриле во лице и ако го доживеам истото ме фаќаше страв од помислата.
Тоа беше причина да се откажам од боксувањето како спорт. Тој стално со велосипед оди на пазар да купи тоа што ни треба. А таа готви. Да, вози точак на овие години. И кола вози. Да, ја продолжив возачката дозвола. Гледам добро, видот ми е добар и ми ја продолжија. Оди често со колата во село. Додека јас готвам, спремам ручек, чистам по дома и ги обавувам сите домашни работи. Немам проблем. Малку одморам, малку работам, се разбира дека не можам постојано да бидам на нога. Сега што правам? Вила си изградив во село Шишево, близу Скопје. Си изградивме ние двајцата многу бава викендица. Ма дојдете во лето, ќе ве носиме таму. Ве поканувам, повелете дојдете таму. Сакам да ја видите. Сами ја иззидавме, цигла по цигла, со жена ми заедно. Еден туркаше количка, друг зидаше. Мажот ми остануваше до доцна во ноќите тамо. Ама навистина со своји раце направивме се. Нашите глуви пријатели најдобро знаат дека сами двајцата во животот постигнавме се. Бев играорка, да, во фолклорното друштво на глувите. Ми беше, се разбира, малку тешко да ги учам чекорите на орото. Но, кога ќе удреше тапанот, вибрацијата на тапанот ја чувствував како трепет во стомакот. Кога ќе направеше бум-бум, тој звук ми ги подкреваше градите. И мајка ти Елена беше добар играорец. Имавме посебно чувство на ритам кое одекнуваше низ звукот на тапанот. Некако нема врска што сме глуви. Игравме зашто низ нашите тела трепереше ритамот од ударот на тапанот. Кој беше подобар играорец? Не знам, нема значење, и двајцата бевме добри. Немаше надпревар меѓу нас, јас или таа, сеедно. Не се фалам дека бев подобра од него, и тој беше квалитетен играорец. Мојата ќерка има 2 сина и двајцата слушаат. Едниот неодамна се ожени и чекаме принова. Уште малку ќе се породи снаата. Како и да е, Господ милостив, какво дете сака, такво ќе имаме. Од другиот внук се уште не сме ја виделе девојката. Да, стари сме, но ако Бог даде, ќе живеам и до 90-тата. Од каде да знам како Бог помислил? Сега, користам ова време, јавно, да ти се заблагодарам на двајца. За све во овој мој живот, што ме дадовте, љубов, све, јас сега јавно кажувам, многу фала, многу сакам. Љубов за тата и за мама.